Еве сме јас Ивана во кујната, веќе расположени почнавме со подготовка на нашиот утрински оброк, инспирирани од еден многу вкусен и интересен рецепт кој што многу брзо се прави од нутриционистот Владимир Трајковски, кој што пред отприлика месец дена го имавме тука во кујната. Решивме и ние денеска да се подготвиме еден сличен со намирниците кои што ги имаме. Впрочем, ова како подлога која што ќе ни послужи се мелени лешници, заедно со сироп од урми и малку овес. Смесата треба да е и малку погуста, но во случајов ние малку повеќе сироп од урми додадовме, значи изборот е ваш. Она со што ќе биде следната подлога ќе биде грчки јогурт со вкус на боровинка овој пат. Да, малку новитет. И она со кое што ќе го декорираме од озгора ќе ни биде шумското овошје. Мислам дека ќе биде превкусно, а ќе биде и добар предлог за сите оние кои што во моментов се на фреквенција на Телма и можеби размислувате што можете да си подготвите утрото, а да биде нели така брзо, едноставно и се разбира здраво. И додека јас Ивана го правиме ова заеднички, во продолжение ќе се разбудиме, она што пред малку не ви откривме, сега ќе ви откриеме за кого станува збор. Станува збор за Доприла Грашевска, која што е вокалистка на бендот Чалгија Саунд Систем и која што ова утро е заедно со мене, со Ивана и со сите оние кои што во моментов се на фреквенција на Телма. Добрила, добро утро. Добро утро. Добро утро. Како си ни утринава? Па, со оглед на тоа дека вчера имав роден ден, многу весел. Тоа го забележав на Facebook кога нели се договаравме и еве убава можност и прилика вака понеделнички или построденденски и ние да посакаме роденденски желби кои што ќе бидат исполнети. Ви благодарам многу. Мислам дека денов исто така ќе тече со нови пораки, со нови желби. Да, нека е среќен роденден на Добрила и се најубаво како велиме секогаш во роденденските честитки и добар старт во сте уште такво расположение. Нова година од животот, така. Во нов круг околу сонцето. Така, во нови 365 дена кои што веруваме дека ќе бидат успешни, а впрочем тоа и нели самите си го зацртуваме како наша желба и визија, а веројатно тоа е и случај кај тебе. Пред да позборуваме за активностите, новитетите, ќе позборуваме за утринските ритуали, за утринското будење, за тоа како почнува денот. Еви построденденски може да слушнеме како почнува денот, кога стартуваше утрото, дали сега специјално за утринска на Телма во овие утрински минути или си почесто ранобудец? Па, јас секој утро малку порано станувам, затоа што ги сакам оние мирни утра, не сакам многу во стрес да се подготвувам. И сакам да имам малку повеќе време, па сакам ова кафево да го испијам убаво, мирно, навреме. Тишина. Гледајќи малку во некоја природа, имам среќа што мојот проспес од спалната гледа тукму во некој од падините на Водно, па така. Тоа можам да го гледам на некој начин е и медитација. После ги правам сите утрински ритуали, како, например, утрински тоалета, шминкање, малку истегнување, йога и така натаму. Мислам да секој случај имам ритуали кои ми се поделени во 10 минути. Добрила, а кога стартуваат работните обврски? Велиш, уживаш да го испиеш првото утринско кафе сама со себе и тоа веќе можеби ретка привилегија кој може нели да си ја дозволи буквално да стане порано од сите во семејството и да нели ги украде неколку мигови моменти само за себе, но потоа денот е турбулентен и со работата, и со музиката, и со сите оние нели обврски кои што попатно ни следуваат во текот на денот. Па како се одвива кај тебе денот или работните обврски во овој период од годината? Па секој период од годината има многу работни обврски, затоа што јас имам и работа која што ми е преку ден. Тоа значи дека почнувам со работа во 9 часот, а реки сега времето ми дозволува да одам пешки, делувам 1 саат одење пешки на работа, што значи сега за едно пола сат јас тргнам од 8 до 9 за да стигнам на работа. После тоа работам до 3 часа, па се враќам дома по некакви домашни обврски, па
Во тие домашни обврски имам уште една работа за која што треба да се погрижам и да ги испочитувам сите рокови, а навечер најчесто или имам концерт или имам проба, значи секогаш цело време имам обврски и цело време постојано се трудам да бидам фокусирана на оно што го правам во тој момент. Тоа е исто така многу важно, затоа што кога има човек многу обврски, мора многу да биде добро организиран. Така и веројатно ова е резултат на добра организација за да може да се постигне сето ова кое што го напомена го имаш во текот на еден ден. Кога ќе речеме во трка сме со времето или кога ќе речеме ме гази времето, можеби звучи како клише и нешто кое што можеби секој од нас ќе го каже кога има голем број обврски и кога сме можеби и во трчаница, во таа динамика на денот, но за да не биде така, треба да имаме една одлична организација и таа организација на некого му оди подобро, на некого помалку подобро и полошо и така натака, но во случајов кај тебе тоа е добро изорганизирано. Што значи да се има добар план и организација, поточно за да се постигнат и да се направи еден баланс во денот што со професионалните, што со личните или приватните обврски, тоа е навистина прилично предизвикувачки во денешно време. Меѓутоа, јас пред известно време читав некакви насоки кои што ги даваат јапонците, а тоа значи дека треба целиот ден, посебно ако имаш многу обврски, да го поделиш на одредени на малечки временски интервали. Мене тие временски интервали, кога сум макар дома наутро, значи ми се поделени на 10 минути, подоцна на половина час. Меѓутоа, ниту еднаш, јас и секојаш на моите англиски говорам дека во мојот речник не постои изгледот ме мрзи, ова ќе го одложам за подоцна. Значи, јас ова треба да го направам, со ова сакам да завршам, така што постојано размислувам на обврските, никогаш не прокрастинирам и секогаш сум фокусирана на ова што морам да го направам. Да. Едноставно, ако си се фатил норото, мораш да го изиграш до крај. Не постои не можам и немам време, туку само добро организирано време. Значи, човек мора да се фокусира на оно што го прави. Веројатно за тебе не важи она што треба да се заврши денес, не го оставај за утре, така се што можеме да завршиме, треба да се завршиме и така можеби е многу подобро кога така би ги гледале работите. Добрила, оние кои што нели ја сакаат музиката на Чалги Sound System, па и на Добрила и Доријан дуото, верувам дека веројатно ги интересира и во поглед на музиката, има ли некакви новитети. Често знаете да бидете по фестивали надвор од Македонија, да ја представите убавата македонска фолклорна традиционална народна музика, па какви се плановите за наредниот период? Јас бев овој студен јануари, февруари до март, некаде на средината на март, постојано в студио, заедно со Доријан работевме на нашиот трет албум, кој допрва нели треба да се доработува и така натаму, меѓутоа ги поставивме онака во демо верзија сите песни и композиции кои сакавме да ги направиме. Меѓутоа, тоа е една работа која, нели, во теков на летово се надеваме дека ќе биде тој албум направен, а во меѓувреме снимивме уште еден албум со Чалги Sound System, кој исто така го чека онака светлото на денот да се појави и да израдува следен репертуар од Охридскиот регион, од Климе Садиво. Во меѓувреме имаме закажано неколку концерти низ Европа, за нив морам да ве информирам дополнително или да ме поканите во студио, да. Во студио, меѓутоа во јули имаме интензивна концерт на онаков распоред, интензивен. Заедно со Доријан одиме во Чешка на еден фестивал, па после одиме во Франција, во Нант. Тоа веројатно во Будимпешта, Хелсинки, веројатно и Норвешка и така натаму. А сега најбрзо е она што ќе се случува на 29 мај во Вилница, заедно со Били Естебан, ќе имам тој познат наш диџеј од Кафе Ди Анатолија, ќе имаме заеднички настап со него на 29 мај во Вилница.
Одлично, супер можности за луѓето кои што ќе бидат во Виница на крајот од месецов или пак и Скопјани и сите оние луѓе кои што ја сакаат вашата музика да појдат во Виница и да уживаат на тој концерт. Добрила, пред да ти кажеме чао и да те оставиме да уживаш во овој понеделник, само бидејќи ја спомна Скандинавија, како е таму прифатена нашата музика, традиционалната? Па ја мислам дека тие светопени очекуваат кога повторно ќе дојдете, затоа што се што е јужно за нив е екзотично, поинакво, ние сосема друг мелост имаме и тоа за нив е исклучително интересно и многу со големо внимание го слушаат и големо внимание му посветуваат. Дури сега имаме, за Хелсинки зборувам, имаме и понуда од организаторите да бидеме неколку дена да појдеме претходно за да можеме да одржиме мастер-класови за пеење и за свирење. Така што луѓето се пак се интересирани за ова нашата музика. Посебно доживување да се настапува пред различна публика која што на свој собствен индивидуален начин ја прифаќа музиката, туѓата традиционална музика и се разбира одлично реагира на истата. Вие тоа можете да го видите на дело. Добрила, благодариме за денешното утринско будење, за овие утрински минути кои што заедно со Утринска на Тилма ги поделивме со нашите гледачи и постакуваме успех, па рековме следно во нашето студио за повеќе детали околу турнејата. Така е, ви благодарам на поканата. Поздрав, Добрила, и уживај во прошетката или одењето пеш до твоето работно место. Мислам дека тоа е исто така една ретка можност која што може да си ја дозволи, особено во овие моменти и денови кога не е толку топла, а е навистина многу пријатно и вистинско уживање да се пешачи во овие рани утрински часови. Добрила, поздрав голем и уживај во остатокот од овој ден.